Почитуван градоначалник, драги пробиштипјани, ценети гости, добар ви ден, нека ни е за многу години денешниот празник Тодорица, добре дојдовте на градскиот плоштад во Пробиштип. 11-та година како го одбележуваме доаѓањето на пролета и ова 11-то издание на манифестацијата Зелникот на баба, ќе се согласите, не можевме да го започнеме поубаво. Молам еден аплауз за културно-уметничкото друштво Весели пензионери, кои што ги видовме пред малку и со кои што всушност и започна официјалниот дел од културно-уметничката програма. Жените од ова културно-уметничко друштво испеа викоичка песна и ги заземаа своите места каде ќе ви демонстрираат сукање, односно подготвување на зелник. И тоа оној бабиниот, најсладкиот, испечен подвршник. Но за зелникот ќе зборуваме и ќе се насладуваме повеќе и подоцна. А сега да кажеме збор 2 за оваа преубава традиционална манифестација Зелникот на баба, која живее повеќе од една деценија како преубава манифестација и масовен настан кој што го одбележува Пробиштип и кој што привлекува внимание од целава земја. И полека, но сигурно прераснува во една убава и богата традиција, општо препознатлива за вашиот убав Пробиштип. Ой,
se najde volja od ime žustra. Надпреварувачки. Ако сте веќе подготвени, ќе ве замолам за внимание, затоа што ќе го означиме стартот на надпреварот во брзо сукање. 3, 2, 1. Надпреварот во брзо сукање може да започне сега. И посакуваме многу среќа, брзи раце, вешти, непогрешливи раце на сите надпреварувачки кои што учествуваат во брзото сукање на зелникот. Комисијата прави мониторинг, ќе го оценува ова што го прават надпреварувачките, па подоцна ќе дознаеме какви ќе бидат резултатите. Сите овие надпреварувачки се вредни, вешти, неуморни, имаат искуство. Погледнете колку убава гледка е таму, каде што нивните вредни раце веќе ги сукаат зелниците, корите, тенки за мерак. Превкусни зелници ќе произлезат за многу кратко време. Секој знае да направи зелник, ама не секој може да го направи зелникот вкусен и убав за толку кратко време. Навистина, секоја чест за сите пријавени надпреварувачки, па ќе видиме на крај комисијата кого ќе издвои како најуспешен учесник во надпреварот за брзо сукање.
Pokroviteljski prekasrni, deseni severan, šoseni severan, pokroviteljski prekasrni. Hajde se da zajedno. Likni da kajčeve slaše, po Hristo to je zero. Tivko si tesna peše, biljana platno beše. Likni da kajčeve slaše, po Hristo to je zero. Tivko si tesna peše, biljana platno beše. Likni do, mome likni do, ako ti preme branovi, zove stoke i skroti me, sonjubo, ke te gledame. Me saka, da ne skrotite, me sakam da me gledate. Ja sakam mirno ezero, duše ta si omora. Hajde korišti, svi da zajedno. Likni da kajčeve slaše, po Hristo to je zero. Tivko si pesna peše. Fino Minčev, Kuban Gledalci. Šest napred prinazad. Jeba! Ajde veselo! Vraćaj pored, čuvaj mome, što da ti donesam. Crveno leće mome ili gedanče. Crveno leće mome ili gedanče. Ajde, živo! Jeba! Ja izlezi, stara majko, na večereto. Ja izlezi, stara majko, na večereto. Pa da vidiš koji pomina umre za neko. Pa da vidiš koji pomina umre za neko. Ajde, ovci!
благодариме Трајче, весело е, благодариме на сите вас што останувате и понатаму на плоштадот во Пробиштип, затоа што манифестацијата Зелникот на баба се уште трае, забавата се уште трае. При крајот сме, но редно е сега да направиме една ретроспектива, што се случуваше денес, а денес поминавме еден прекрасен ден тука во Пробиштип. Видовме преубави штандови, полни со разновидни специјалитети, карактеристични за секој крај од каде што доаѓаат учесниците. Вкусивме превкусна храна, преубави зелници. Видовме на лице место како се сука, како се изготвува зелник и како се пече подвршник. Имаше и изработка на зелник на лице место, а посебно беше надпреварот за брзо сукање интересен за сите посетители. И она што е најбитно, денеска тука на плоштадот во Пробиштип со часови гледаме насмеани лица, среќни, весели луѓе, распеани и разиграни на едно место и дај Боже така да е што почесто, што поголем број денови од годината во сите градови на нашата убава Македонија, особено во убавиот Пробиштип. И додека течеше целата манифестација, се продава и зелниците на парче, а собраните средства рековме дека ќе бидат хуманитарно наменети. Мене лично ми беше преубаво, се надевам и на сите вас, а за убавиот впечаток и за цела убава атмосфера и сите активности што се случуваат денес тука, ве молам сите кои што сте присутни. Со еден голем аплауз да го поздравиме организаторот, домаќинот, општина Пробиштип. Голема благодарност до нив за секупната организација, а благодарност и до сите учесници кои што несомнено дадоа свој голем придонес за таков убав и успешен впечаток на 11-тото издание на манифестацијата Зелникот на баба. А сега е редо да ги доделиме и наградите и да кажеме дека по доделувањето на наградите пак ќе си продолжиме со убава македонска народна песна и со весел оро. Комисијата оваа година, исто така како и предходните, беше на мака, бидејќи требаше да оценува, а сите учесници беа многу вредни, беа многу успешни, па не беше лесно на комисијата да одлучи кого да издвои и кого да награди, но сепак мораше да се направи еден список, една листа на оние кои што официјално ќе бидат прогласени оваа година за најуспешни учесници на манифестацијата. Па сега за сите вас што сте тука и што ви интересира, еве ги и конечните резултати и еве ги најуспешните учесници на Зелникот на баба 2024 година. Ке почнеме со наградата за најдобра етно маса на манифестацијата Зелникот на баба. Јас само ќе го поканам господинот Ради Илиевските веќе е тука да ги врачи како и секоја година наградите на најдобрите. А оваа година за најдобра етно маса на манифестацијата Зелникот на баба е прогласена масата на гостите од Конче. Ве молиме да на аплауз. Исто едно преубаво место со многу природни убавини кој не бил да го посети Конче, верувајте ќе бидете најпријатно изненадени. Воздушна бања, пријатни срдечни луѓе, впрочем, такви се луѓето во нашата прекрасна и убава Македонија. Сега преминуваме на следната награда, а тоа е награда која што се доделува на масата која што собра најмногу средства од продажбата на зелниците. За многу кратко време се распродадоа сите зелници, дури се бараше и парче повеќе, а најмногу пари од продадените зелници, од продадената храна оваа година, замислете, успеа да освои масата на пензионерите од Пробиштип. Браво за вредните пензионери од Пробиштип. На нивната маса се собра вкупно 10.285 денари,
Покануваме представник од пензионерите од Пробиштип да дојде на сцена за да ја прима заслужената награда. Ете пример дека пензионерите и како може да бидат и активни, вредни, вешти и да придонесуваат во општеството и во убавите хуманитарни активности. Значи молам представник од пензионери Пробиштип, доказ дека општина Пробиштип ја води манифестацијата Зелникот на баба на вистина во одлична насока и секоја година станува се побогата, попосетена, а еве и се собираат се поголеми средства кои што одат во хумани цели, бидејќи не се појави никој од пензионерите од Пробиштип, наградата секако ќе им биде дополнително врачена. А сега сакам да ги поканам на сцена сите надпреварувачи кои се надпреварува во брзо сукање. Ги молам, значи, учесничките од надпреварот за брзо сукање да повелат на сцена за да добијат по еден спомен од Зелникот на баба. Ве молам еден аплауз овие дами што брзо сука. Учесници беа Бисерпром, Виница, Куманово, Радовиш, Општина Илинден од Скопје и секако Конче. Еве ги учесничките се тука, а господинот Раде сега ќе ви врачи на сите вас благодарници за учеството, па потоа ќе дознаеме кој ја добива и наградата за најбрзо сукање. Иако сите беа успешни, беше празник за очи да ве гледа човек, од тука одгоре како сукате, така вешто, вредно, брзо, секоја чест се гледа дека големо искуство е тоа. Зоки, сликај не. Сликај не. Конче, тука сум. Учесниците од Конче, ја ве молам да застанете тука, да се наградата за брзо сукање на тој многу интересен, необичен, оригинален надпревар на брзо сукање, кога се направија прекрасни зелници. Комисијата одлучи вака: оваа година наградата за најуспешно брзо сукање ја добиваат две учеснички, а тоа се Станојка Милковска од Бисерпром. Ја покануваме да повели на сцена, ако уште тука, се надевам дека е, Станојка Милковска, Бисерпром. Еве, доаѓа одлично, полни раце подароци. Честитки. Фала ти многу, се заубава и да се гледаме почесто така да го. Фала ти. Може само. Може и да се останете тука, за да ја поканиме на сцена и другата учесничка која што исто така си доби оваа година награда за најуспешна во надпреварот за брзо сукање, а тоа е Васка Петрова од Виница. Ајде, господја Васка, повелете тука уште една заслужена награда. За мерак беа корите, секоја ви чест. Зелникот на баба и општина Пробиштип доделуваат и специјална награда, а тоа е награда за трајни вредности. И оваа година одлучена е наградата за трајни вредности да отиде во рацете на гостите од Прилеп. Ве молам еден аплауз за прилепчани и молам представникот Прилеп да повели на сцена да ја прими наградата за трајни вредности од општина Пробиштип и манифестацијата Зелникот на баба. Дали имаме? Еве, ајде повеле, молиме представник нивни од Босилеград од Србија да дојде тука да ја прими посебната награда чување на традицијата. Ве молам со еден аплауз да им честитаме на нашите драги пријатели, гости и соработници од соседна Србија.
дипломата, да разпоредете. Да, и вие да не гостувате. Но и оние што не беа ќе можат со посредство на медиумите и со посредство на социјалните мрежи да видат што се случуваше денеска во Пробиштип. Се одјавиме, иако манифестацијата не завршува тука. Ќе продолжиме со убава песна, ќе направиме една фотографија секако. До крај на попладнево, не брзајте, останете тука, уште сонцето грее, времето е прекрасно, уште е заедно со нас Ирена Спасовска, која што ќе има чест и задоволство да го заокружи музичкиот блок со незините песни, а јас во име на сите учесници, на сите ќе ви посакам да сте ни живи и здрави до следното лето Господово 2025, да се сретнеме повторно сите тука на плоштадот во Пробиштип на 12-тото издание на Зелникот на Баба. Уште еднаш аплауз за општина Пробиштип, начело со градоначалникот и со огромна поддршка на господинот Раде и неговиот вреден тим, што и подарија на Македонија една ваква убава манифестација со која што можеме да се гордееме и да се пофалиме. Нека е за многу години.